85% од 450 компании што комуницирале со Министерството за образование позитивно се изјасниле за потребата од квалификуван образовен кадар со реализација на дуално образование, односно настава низ пракса, изјави денеска во Кочани ресорната министерка Мила Царовска. На овој начин ќе се направи подобрување на квалитетот на образованието од една страна, но од друга страна ќе се припреми стручен кадар кој што ќе биде полесно вработлив и секако ќе ја знае и културата и динамиката на работа на компаниите, а со тоа компаниите нема понатаму да губат време во обука на веќе вработен кадар, туку тој ќе се припреми во образовниот процес и директно ќе може да биде продуктивен во нивните компании. Зошто практичното изведување на настава е полезно за професионалната ориентација на учениците во производствениот процес? Затоа што тоа значи многу повеќе пракса и директно стекнување на вештини кај младиот граѓанин, понатаму очекувајќи да тој биде продуктивен и директно си најде работно место во компанијата, затоа што не само што ја учи струката, туку тој ја учи и динамиката на работа и културата на работа во таа компанија. Кочанските и виничките компании подготвени се за анимирање на основците со стипендирање и обезбедено работно место. На компаниите им недостасуваат, како што реков, стручни работници, квалификувани работници кои ќе дадат допринос во развојот на компаниите, во развојот на економијата во целата општина. Се надевам дека во тековната 21-22 година дел од овие профили, тоест дел од овие нови паралелки ќе бидат отворени токму во овие средни училишта. Учи паметно, работи стручно е кампањата на споменатото Министерство за промоција на дуалното образование низ дебати со локалните компании и општински власти, денеска реализирано во општините Кочани, Виница, Делчево и Берово.